И здраво на сите и добро дојдовте во ново видео. Денеска сме тука со Мартин Јовчевски. Не погоди, добро. Погодив од прва, Мартин Јовчевски, имате негов канал во дескрипција, да отидете и да се пратите на неговиот канал, немојте да бидете педери. Имате и линк од неговиот Инстаграм профил и таму да се... Ми фалат уште 15 следеќи до 1000, извини што те прекинав, ше 15 следеќи до 1000, следеќи ми фалат. Која ми гледарка правиме еден супер специјал, така да заследите ми ќе видите што се. Значи, вака, ако памтите видеото што го имав со слик, се викаше Змиктор, односно правиме приказна. Решив да го правам како серијал затоа што ми се засвиѓа мене лично. Затоа денеска ќе го снимаме тоа исто со Мартин. Правилата се исти. Ако не сте го гледале тоа видео, гледате го. Ако нема го гледате, сега пак ќе ви ги објаснам правилата. Тука горе е, значи цирнете го има видео. негде. Не е битно. Работата е у тоа што овде ќе имаме 4 почетоци. Почетоци на приказна. Као што почна стандард приказна. Овде ќе имаме 20, рамно 20 рандом зборови што ни текна по 10 ги пишувавме. Најрандом зборови, може да бидат именки, придавки, глаголи, било што. Играме да искаме ножички или се буткаме на рака, зависно како сака. Со слик се буткавме на рака и го победив. Тој што ќе победи бира почеток на приказна и треба да даде лик, име некое. И толку, понатака си влечеме еден по еден. Лискаме ножички. Лискаме ножички, значи ќе ме тепаш на рака, види го кај ми раце има, значи не се па, е вежбуте на памет. Лискаме ножички. Супер. Во една шупа живееше Иван Ајнштајн. Тоа беше ниско. Во шупа, брат. Извини, брат. Иван секој ден јадеше само ајвар. Чекай, може овие вака да ги разделам за да може да влечам? Откако ќе јадеше ајвар, сакаше на брзинка да се прошета до мочуриштето. Он сакаше да се фрла во калта затоа што беше голем селјак. Извини, брат. Ова е добро. Ова е добро. Бидејќи беше кај мочуриштето, многу сакаше да го извади својот објектив и да слика со камерата. Објектив. Тоа мочуриште беше некаде околу Трешева. Добро. Ама кога го извади објективот, тој имаше многу трема. Затоа што не знаеше што да слика. Он идеше таму затоа што му беше преку кур од гледањето на телевизија и председателските избори. Освен што ќе одмореше на мочуриштето, сакаше да се расфрла со ајвар по дрвата. Освен таму, он исто така сакаше да иде и да се качува на таван. Добро. Откако ќе се качеше на таван, многу сакаше да едитира видеа на филмора, ама со вотермарк на видеата. Многу непрофесионално од него стара. Се навред. Земи Sony Vegas. Од кога ќе изрендираше видеото и немаше да му се свиѓа, го фрлаше во одводна цевка. Аха, окей. Откако ќе фрлеше во одводна цевка, одеше у WC да се испразни од сите глупости што ги направил дента. Он имаше милениче, а тоа милениче му беше гулаб. Майк Тајсон, кој гула барат? Иван Тајсон. Иван Тајсон Ајнштајн. Иван Тајнштајн. Добро, аха. Откако ќе се поздравя и свари Никола Тесла имал гулаб, знаеш, као љубовница му бил гулаб, бил заљубен у гулаб. Не знам да знаеш. Иван, не знам да. Откако ќе си направеше добар муавет со гулабот, сакаше да иде во Синеплекс и да си гледа од време на време по некоја романтична комедија. Но затоа што немаше пари да плати карта, го тераа да чисти со џогер. На џогерот не можеше да се употреби само како џогер. Можеше да се стави уште нешто. Тоа беше разредувач. Ова сега пичко матери. Извини, ако кажам некој. Не, што не можам да го поврзам така лесно.
Он се прскаше со разредувачот и мислеше дека така ќе направи фотосинтеза. Добра. Се вратив. Ова е име или пазар? Пазар. Ја мислам дека е Лазар. Не пазар. Ама свати дека немаше доволно разредувач, па реши да отиде на пазар. Он тргна по разредувач, ама не една тезга виде нешто, а тоа беше микрофон. На тезга на пазар микрофон, брат, се прода. Тоа е Rode. Ова е последно, ова е крај. Ама, откако купи микрофонот, виде дека е никаков квалитет и реши да се фрли на автопат. End of story. Ова испадна трагикомедија. Почи на ликот, има најсет. Брат, го родивме во училиште. Иван Ушупа што живее, што иде на училиште да ги мава дрвата со ајвар, си го одзема животот на автопат затоа што имал глуп микрофон. Да, значи наравно не купувате микрофон од пазар. Немојте да идете црешево. Ја живеам од Црешево. И тоа беше тоа за ова видео, се надевам дека ви се допадна, ако ви се допадна не заборавајте да стиснете лайк, шер или сабскрајб, исто така немојте да заборавите да се претплатите на каналот на Мартин Јовчевски, исто така да го фоловнете на Инстаграм затоа што кажа, утребате уште само 15 бациња за да има Или женски, не мора бациња или бацки. И ќе правиме супер преизвик за кој ќе направиме 1000 сабскрајбери. И не заборавајте да ме фоловнете на Инстаграм, ми фалат уште 3000 сабскрајбери за да имам 4200. И подпише на Инстаграм 100 Јан. Со 2 н. Стотка. Да, со 2 н, затоа што со 1 н не ми го фаќаше. Не е битно, значи фоловнете ме за 4200 правам специјал. Чао.